Книжевниот камп кој годинава по прв пат го организираше Сојузот за грижи и воспитување на децата од Македонија, започна и заврши на истото место, покрај брегот на Охридското езеро, во детското одморалиште Мајски цвет. На книжевниот камп учествува ученици од повеќе градови од Македонија, а од Кочани учествуваа 7 ученици од Основното училиште Никола Карев. Овој камп беше организиран со програма, децата има определено секој ден има определени активности. Тие твореа на слободна тема прво, потоа има работилница за пишува есеј поврзан со посетата на манастирот Свети Стефан, кој што го посетивме едно утро наутро, значи во 5 часот и беше доста инспиративно, бидејќи самата гледка на езерото во 5 часот од висината на манастирот Свети Наум, односно Свети Стефан, беше доста инспиративен за учениците и се пројавија многу интересни есеи на таа тема. За да биде престојот интересен и забавен за учениците, беше ангажиран аниматор на забава, кој секоја вечер организираше разни надпревари. Имам талент, игри без граници, маскенбал, како и инструктор по пливање, истакнуваат посетителите на кампот од Кочани. Се одржа и промоција на шестоделенката Сара Марковска од Ресен на стихозбирката Љубовта на мојата стара и на средношколката Дамјана Видичевска на романот Бруклин. Од поетите присутни на кампот беа Горијан Петревски, Стојан Тарапуза, Вера Андон, Славе Ѓорѓо Димовски, кои остварија средба со младите творци.